Во емисијата посветена на Велики петок со нас денеска во студиото е госпоѓа Мица Соколова, наш редовен гостин. Добар ден и добро ни дојдовте во студиото. Добро ве најдов за секој поздрав за вашата телевизија и сите вработени во вашата телевизија. Благодарам за поздравот и секако благодарам за тоа што денеска на овој голем ден успеавте да најдете време и покрај вашите големи обврски да дојдете кај нас во студиото. Впрочем, како што доаѓате и секогаш кога пред нас предстои голем празник, како што е денешниот и како што е празникот кој што сите ние православните христијани со нетрпение го очекуваме, големиот празник, празникот над празниците, Великден. Нашата камера, верувам, наскоро ќе забележи што се вие подготвивте токму во пресред на Великден. Голема кошница со великденски јајца, навистина сум импресионирана. Верувам и гледачите го делат истото мислење како и мене. Ви требаше ли многу време да го подготвите ова? Па во секој случај не. Морам да кажам на самиот почеток, значи јас ова го направив, од ништо направив нешто. Корпите сама ги сплетов, ги иштиркав, малите корпи со помош на мојата внука, машничките се незиното дело и така да со многу малку труд, а голема љубов, што значи децата повеќе ќе се израдуваат на корпичката доколку на јајцето. Така и јас земав една курпичка во раката да ја видат нашите гледачи, одблиску да видат за какво ремек дело станува збор. Колку време ви е потребно за да изработите една ваква курпа за јајца? 10 минути. Тоа е навистина впечатливо и морам да искоментирам како успеавте да го усовршите ова време. Ви требаше ли долго време да научите и со самото тоа да се увижбате толку на брзина да ги правите? Па не ми треба многу време, тоа го работам секоја година. Сега во мојот дом има едно 50 на корпички наполнети сплетени со машнички, наполнети со фарбани јајца, а тие 50 корпички се направени со шарени јајца внатре, затоа што кога дечињата ќе излезат надвор, па знаете сега на таков хубав ден да бидат расплакани, и затоа ги правиме шарените јајца. Инаку традиција е само исклучиво црвено великденско јајце. Да, токму тоа сакав и да ве запрашам, познавајќи ве вас од нашите редовни дружби, нашата соработка, знам колку сте вие традиционална господја и токму ме изненади самиот податок и факт што видов дека има шарени јајца, меѓутоа сега кога ни објаснивте за што станува збор, секако е оправдано, нели, што има и шарени јајца во корпите. Тоа значи дека сите јајца ги испарбавте вчера утро на Велики четврток? Да. Во Велики четврток, значи ги фарбаме сите јајца, ги фарбаме пола, кажав колку што ќе дозволат можностите, меѓутоа ние испарбавме 120, јас лично 120 јајца. Во таа корпа посебно има само 3 јајца црвени. До незе има здравец. Што значи тоа? Во сабота ги бањаме внучињата со црвеното јајце, го ставаме во вода и здравецот за да преку целата година бидат здрави, убави и црвени. Така, тоа е една убава македонска традиција, православна христијанска традиција која што од колено на колено нели останува и исто така ќе ја пренесуваме и ние на нашите колена, она со што навистина се гордееме со нашата вера и со нашето христијанство. Она што би сакала да ве запрашам, секоја година ги бојадисувате јајцата во четврток или оставате и за во сабота? Секоја година ги бојадисуваме во четврток, зашто во сабота денот е за работа, да си посредиме дома, лично да си се средиме и во сабота навечер одиме во црква, во недела исто си одиме во црква, убав ден, првото утро во недела рано на сабајле, дома, поготово ние возрастните, детот го правиме исклучиво со црвените јајца. Значи ги примамиме и внучињата да првото зимање јајце да биде црвено, а потоа ќе им кажеме сите шарени јајца се ваши, меѓутоа сега мораме да го направиме адето со црвеното јајце. И они се толку умни, внуката ми е 9 години, 6 и 2 години, таа малечка е, меѓутоа успеваме тоа да го направиме, да ни биде убаво во нашиот дом. Токму кога веќе ја споминавте оваа семејна атмосфера, јас би сакала да ве запрашам на што најмногу посветувате внимание, на декорацијата во домот или пак на семејната празнична трпеза? Па вака сега почнуваме значи од Велики четврток. Ова што гледате тука што успеав да ви донесам, ова ќе го поклонам во вашата телевизија. Прво значи ги фарбаме јајцата. Потоа ја правиме декорацијата, на масата го ставаме великденскиот чаршаф, црвен, затоа што нели велат ве познавам како црвено великденско јајце, значи настојаваме да се биде, кој што и се гледа тука, да биде повеќе на црвено, а црвената боја е крвта на Исус. И така да тоа не е нашата традиција останата од баба.
Така, со што друго е впечатливо вашата семејна атмосфера за време на велигденските празници? Одење по гости, пречекување гости, средба со најблиските? И по сега вака, во недела ние го правиме, јас лично си го правам ручекот, имам 2 сина, 2 сна и 3 внучиња, значи сите се кај мене на гости. Се кршат вручињата, кршат јајца, значи ги ставаме сите на маса, колку можат, колку ќе успеат, толку нека направат. Па сега во понеделникот или вторникот, дали ќе има или ќе нема, тоа не ни е толку битно, али во неделата ни е многу битно кога сите 9 члена ќе се собереме, ќе го направиме убавиот мили брод, па во мили бродот исклучиво го правиме со мали јајца. Тие мали јајца од џинчиња, значи кокошки, и така да примамливо малку, нели го правиме ручекот, ручаме и јас ги ослободувам моето семејство, значи го ослободувам кај сака и кај има желба да појде на гости. Така, она што јас верувам ќе ги интересира нашите гледачи, посебно ќе ги интересира домакинките, нели да ни кажете, да ни откриете тајната како успевате да добиете оваа прекрасна боја, има ли некоја посебна тајна во бојадосувањето на јајцата? Па сега вака. Прво јајцата треба без разлика, ние умееме, например, сега ние имаме кокошки, па си собираме наши јајца. И мора да ги ставиме да бидат на ладна просторија, нели, во фрижидерите, а пред да ги фарбаме, значи во Велики четврток, 3 дена ги вадиме на собна температура. Јајцата ги миеме со солена вода, значи во вода ставаме сол и ги премиваме јајцата и потоа ги фарбаме. И мислам, излегува убавата боја, сега малку и боите, сега излегува толку многу разни бои, па што значи не знаеме. А на најубав начин, на најприродно нешто е црвеното јајце да се фарба со цвекло. Ова може би звучи интересно за оние кои што не знаат како се фарба со цвекло. Па како се фарба, значи свежо цвекло ќе земеме, ќе го изрендаме, целиот сок од тоа цвекло ќе го извадиме. Значи дали или во блендер или во соковни, не е битно, и ставаме во тенџерче, ги ставаме јајцата и ги вариме. Најубавото нешто и најприродно, доколку можете да се случи некој јајце да напукне приликом варење, нели? И ние умееме сите да го излупиме и си велиме не е ништо, нели? Меѓутоа сепак тоа е боја. А ова е нешто најприродно. А за зелено јајце може да го изфарбаат со спанаќ. Како? Исто така, спанаќот ќе го сомелат дали во блендер, дали како си има, кои услови има дома, како имат и како можат. Истата постапка е така, се става водата, значи течноста, не се става друга вода, значи водата од цвеклото, сокот од спанаќот, друга вода нема. Добивате прекрасни јајца. Значи со таа вода треба да зоврие по тоа јајцето. Со таа вода да треба да зоврие, малку сол ќе се стави, јајцата се фарбат и после нели она традиционалното со малку зејтинче за да светат, тоа може и не може и така. Сега многу начини на фарбање јајца, па со восоци, па со кристали, па со што ја знам вакви така. Меѓутоа, јас ви кажам на самиот почеток дека ова шареното го правиме за внучињата, а црвените ги правиме традицијата. Така, она што мене ме интересира лично, нели, како ваш соговорник во емисијата, има ли интерес од вашето поколение, односно од вашите снаи да научат нешто од вас, затоа што навистина ритко се сретнува жена која што умее да направи чуда од велигденскиот празник? Па да ви кажам искрено, и снаите се заинтересирани, меѓутоа што имам внука, внуката мислам дека ќе ги наследи сите мои постапки, сите мои вештини, сите, значи, мислам, немам зборови, да ја поздравам посебно на нејзе, а да ја поздравам и Теодора и Филип. Така еве поздрав до нив, верувам дека денеска ве гледаат, верувам дека им соопштивте дека ќе бидете наш гостин во МТМ телевизија. Денеска е Велики петок, според православието, денеска е тежок празник, не се работи буквално ништо, денеска сме сите на строг пост. Дали постите? Па сега вака да ви кажам, постиме ние возрастните. Дечињата, мислам, тоа не ни покушаваме да го направиме, сепак тие се дечиња, може би вчера не јадело овошно јогурче или јајце, али денеска сака тоа да го касни, што значи за дечињата мислиме кај Дедо Господ простува, а за нас возрастните тоа треба да биде традиција да се пости и убаво и за самиот организам. Па мислам, сега цели пости младите не би можеле да ги натераме, меѓутоа една недела 7 дена, мислам 6 дена, така, не било да биде проблем никако. За достојно нели да го пречекаме на овој голем ден, за достојно да ја примиме веста за Христовото воскресение, нели за она основа на нашето верување во Бог. Како ќе го минете денешниот ден, со оглед на тоа што е денеска не се работи ништо, верувам дека нема да работите ништо, да средувате дома, од она што го соопштивте, веќе се е подготвено за Великден, јајцата се веќе сварбани, кошниците се направени, што друго преостанува? Па вака, сега ќе ги
земам сите 3 внучиња покрај мене и ќе им кажувам, кажете бабичка, која корпичка да оставиме за вас, која корпичка ќе дадете на другарката, ајде одберете си. И они ќе застанат покрај корпичките, едното вика, бабо, јас сакам за мојот другар тоа да биде, јас сакам за мојата другарка таа корпичка да биде. А јас прво ќе им кажам, вие ќе одберете прво за вас најубавите корпички, значи вашето око. За која корпичка мисли, таа ќе си ја тргнеме на страна, па ќе размислиме што нешто благичко во саботата да не биде тазе, па кога ќе дојдат снашките од работа да им кажеме, значи ние одлучивме тоа и тоа не се јаде за Великден, за во недела, дали ќе го направите? Тоа ќе биде со еден збор кажано да, и така да нема никаков проблем. Тоа значи дека волјата сепак е на најмладите и тие се оние кои што ви кажуваат како на кој начин би го поминале Великден, што ќе има на великденската трпеза, што ќе се случува празнично, нели, во кругот на семејството. Би сакала да ни дадете една порака на сите кои што еве на сите оние кои што се во домовите, кои што ја гледат емисијата, меѓутоа и јас исто така како што ве слушав со голем интерес во текот на разговорот, ќе ја се слушам и вашата порака. Епа сега вака. Доколку на гледачите им се бендиса моите корпички, значи начинот, фарбањето, нека се јават после емисијата кај вас во вашата телевизија, со многу малку труд, со многу малку пари, значи да го направат сето ова доколку им се допадна. Мислам дека им се допадна на гледачите, пошто вакви корпи, се да кажеме, во продавница знаеме ние кои ќе ги купиме тие се секојдневните и секоја година истите корпи. Меѓутоа, вакви корпи во продавница нема се. Јас не можам да кажам дека навистина на секого веќе му се бендиса, меѓутоа, доколку на некого му се бендиса, слободно може да се јави, да им кажам начинот, како се заработува, да дојдат до корпата. Убавиот ручек, значи, за Великден, да си појдат кај родители, кај мајки, кај браќа, па после Великденот доаѓа 1 мај, па да си се прошетат, па да си кажат, па знаете дечињата како умеат да си прераскажуваат, леле, баба ми што ми сфарбала едно јајце, јас не практикувам тие дрвени јајци и не знам што има во продажба, меѓутоа исклучиво за нив фарбам од гуска, од шатка и од джинче, значи, за едното 3, за другото 3, за третото и значи тоа малку дели од другите дечиња, нели, кога излезат надвор, а се случува ете домашните јајца се тоа мислам докажано дека се малку подцврсти, а може некој јајце да се случи па и 10 јајца да ги скрши, знаете вие сега тоа за децата што која радост се не можам да ви опишам, пошто тоа ние го доживуваме во нашиот дом, така да некако доживеат сите. Да ги поздравам сите гледачи, да си помина, значи, убаво. Трпезата е битна, меѓутоа во ова тешко време, значи, нека биде со мерак, со љубов, се што е направено, со голема љубов и мерак, така да мислам дека ќе биде се убаво. Сега можностите колку ќе дозволат, сега некој ќе има печено јагне, некој ќе има бутче од едно јагне, меѓутоа не е тоа битно. Нека биде тоа со насмевка, со ведрина во нашите очи, а топлина во домот, да си го собереме семејството. А јадењето ни е и утре, и задутре, и наредната недела, и по 2 недели можеме да купиме јагне, да го заколеме, да го испечеме, да ве поканам, да ми бидете гостинка, да го уживаме тоа. Така, и уште нешто јас би сакала, доколку се заинтересираат нашите гледачи, дали ги продавате овие кошници или ги правите само за свој мерак? Јас сега оваа година не ги продавам, пошто сум зафатена, пошто јас сум редовна гостинка кај вас, сум зафатена сега со берење на билки. Што значи покрај сега берењето на билки, успеав да го направам ова, инаку ги продаваме. Мислам, може да си нарачаат црвена боја, зелена, шарени, така да една корпа е 200 денари, значи украсена и штиркана без јајца. Секако се разбира. Јајцата ќе си ги испарбаат сами во своите домови. И уште еднаш, еве, како што и самата наша денешна драга гостинка, господја Мица нагласи, доколку сте заинтересирани да дознаете како се прават овие убави корпи за јајца, доколку сакате да добиете еден бесплатен совет од нашата денешна гостинка, господја Мица, слободно јавите се кај нас во МТМ телевизија по завршувањето на емисијата или пак не мора да чекате емисијата да заврши, веднаш јавите се во режија, телефонскиот број 25 21 003 и ние ќе ви дадеме можност да научите и сами во вашите домови да ги направите овие навистина преубави корпи за јајца, кои што ќе ви израдуваат вас, меѓутоа ќе ги израдуваат и сите ваши најблиски во домот и уште повеќе доколку во домот имате и дечиња, ќе се израдуваат на овие најмали корпи како што е самата вие споменавте. Јас тука некаде ќе ви
заблагодарам за гостувањето. Ми беше навистина мило што денеска бевте наша гостинка. Се надевам ќе го поминете денешниот ден во спокојство и ви посакувам убав, среќен Великден, убав празник, да го поминете со оние со кои што нели највеќе сакате да го поминете, како што и самата кажавте во кругот на најблиското семејство, и се надевам дека повторно ќе имаме можност да се видиме за вака убави празници. Ви благодарам. Ова се што јас го спремив, го оставам во вашата телевизија. Со преголема љубов го подарувам, а делбата нека биде меѓу вас. Ви благодарам многу за овој навистина несекојдневен подарок. Мене ми е навистина мило. Ви заблагодарувам што денеска дојдовте и покрај тоа што дојдовте ни подаривте и ваков убав подарок, несекојдневен подарок и направен од срце и со љубов, како што и самата споменавте. Продолжуваме ние понатаму со нашата редовна програма со останатите активности и содржини од денешната емисија посветена на Велики петок.